Веќе ни пристигне и втората гостинка во Македонија наутро. Отвараме нова тема која што е подеднакво актуелна. Случувањата поврзани со руско-украинскиот конфликт кој започна некаде на крајот на февруари 2022 направи сериозни нарушувања во глобалниот пазар на храна и енергија. Имаме поскапување во сите сегменти на живењето, вклучувајќи го и осигурувањето, но тоа не ги предомислува граѓаните да купуваат полиси по најразлични основи. За што најмногу сакаат да се осигуруваат, наредниве минути разговараме со Ратка Целаковски од Агенцијата за супервизија на осигурување. Добро утро, Ратка, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, секогаш е задоволство да се гостува во вашата емисија. Еве воедно сакам да изразам и благодарност што изминативе години имаме плодна соработка, вашиот медиум секогаш успева да ја препознае нашата работа и резултатите и тоа да го сподели со широк аудиториум, односно пораката да допре до гледачите. Тоа е и наша цел, но наша обврска како јавен сервис. На средината сме, Ратка, на 2024-та, може би е прерано да се прават анализи во однос на полисите кои се купуваат за оваа година, но можеме да направиме анализа за 2023 година. По кој основ граѓаните најмногу се осигурувале? Така, да. Ќе одговорам на прашањето. Само да кажам дека еве и ова гостување е во рамки на она наша тековна активност кампања насловена како мај месец на финансиска едукација. И се надевам дека во текот на овој наш разговор ќе успееме да допреме до потрошувачите, да го приближиме светот на осигурувањето и на некој начин да ги натираме да размислуваат за сигурна иднина. Колку од нив се определиле за сигурна иднина? Ете така, да. Значи, во контекст на прашањето, да, показателите, значи, во овој период, заклучно со април-мај, покажуваат растечки трендови, но ќе се усврнам на резултатите од 2023 година. Исклучително поволна година како за осигурителниот сектор, така и за нас како регулатор. Значи, забележан е раст во вкупните вложувања во осигурувањето, како во сегментот на животно осигурување, така и во сегментот на неживотно осигурување. Понатаму, регистриран е раст во активата, односно средствата на друштвата за осигурување, што за нас како регулатор е исклучително важен параметар. Постои раст во бројот на друштвата за осигурување, значи имаме две нови друштва за осигурување, едно во сегментот на неживотно осигурување, друго во сегментот на живот. Понатаму постои раст во исплатата на бројот на штети, како во износи, така и во број на настанати штети. Така да може генерално да кажеме дека осигурителниот сектор расте и се развива. Интересно е што има интерес за доброволните видови на осигурување, наспротив или она што е од задолжителен карактер да се купува. Така да задоволна е агенцијата со показателите на раст. Ги гледавме пред малку вестите и во нив многу голем број на информации добивме и за воените конфликти глобално, и за невремињата исто така, кои прават сериозни штети. И сега имајќи предвид во какво динамично и несигурно секојдневие живееме, зошто осигурителните полиси се значајни? Да, значи неизвестни времења, навистина, динамичен живот кој што диктира брз начин на живот, сето тоа се одразува нели врз нашето здравје, па и професионално. Тука осигурувањето игра значајна улога. Ако тргнеме од тоа дека една од основните човечки потреби е потребата за сигурност, од тука, значи, осигурувањето ја врши таа функција, односно ги превзема ризиците и опасностите на себе и овозможува во случај кога ќе се случи нели штетен настан, ние да бидеме тоа да ни биде надоместено, односно да бидеме обештетени и да направиме на некој начин нормализација во животот. Во последно време свидоци сме на разни опасности, еве во нашата држава така поплави, уништување на посевите на земјоделците од град, луѓе и така натаму. Исто така во окружувањето има голем број на ризици и опасности, особено опасностите што доаѓаат од климатските промени. Свидоци сме дека во неколку минути нели сето она што сме го граделе, што луѓето го граделе,
едноставно исчезнува, па ете осигурувањето на имот, например, може да помогне нели во овој вид на ситуации, да речеме со еден влог кој што ќе го направиме денес, да имаме голем бенефит во иднина. Споменавте дека имаме раст на бројот на полисите и граѓаните се осигуруваат по различни основи, но секогаш може подобро. Зошто или која е причината поради која што не секој се одлучува за осигурителна полиса? Да, па јас би набројала повеќе причини. Значи, една од причините е, например, недоволни финансии, односно недостаток на економски стандард. Понатаму имаме незадоволство од побарувањата во друштвата за осигурување. Недоволната свест за потребата за осигурувањето, може би недоволно јасните услови за осигурување или граѓаните не знаат, не ги познаваат доволно осигурителните производи. Понатаму непостоење навика да се користат професионалните услуги на осигурителниот брокер. Исто така перцепцијата на граѓаните дека на нив нема да им се случи ризик, а доколку се случи државата ќе го надомести тоа. Тука би сакала да додадам дека функцијата на осигурувањето од една страна тоа има и општествена функција, колку е поголема застапеноста на осигурувањето во друштвата за осигурување, толку е помал теретот врз државата, така да ние треба да размислуваме индивидуално да ги превземаме ризиците, односно друштвата за осигурување во овој случај да нудат производи кои што се соодветни за потребите на потрошувачите, односно осигурениците. Значи, секој треба да се ја заврши на некој начин својата домашна работа, граѓаните да се информираат што повеќе, значи подетелно, да знаат кои се нивните потреби, да бидат сигурни во тоа што го купуваат и на крај да бидат задоволни, а друштвата за осигурување да се приближат пак до осигурениците, до граѓаните на начин со поедноставно информирање, поедноставни информации, значи поголема транспарентност од аспект на цените, скриените трошоци и непокриените ризици. И многу е важно граѓаните да знаат дека има кој да ги штити нивните права од осигурување, односно дека имаат каде да се пожалат доколку не го добиле она што е напишано во договорот. Ве препознаваат како такви низ годините и за тоа многу ми е драго. Она што ме интересира, има ли поплаки по која основа најмногу до агенцијата? Поплаки има, да. Значи, представките се користат како алатка или за заштита на правата на осигурениците и воедно постапувањето по представки на нас како регулатор ни овозможува, ни е пазарен барометар за квалитетот на услугата на друштвата за осигурување. Представки има во споредба со 2022 година, зголемен е бројот на представките во 2023 година. Значи, тие се поднесени во сегментот на автомобилска одговорност, она што е нели од заложителен карактер, пред се во однос на европски записник, полициски записник и така натаму. Понатаму имаме во сегментот на имот, во сегментот на изгода, патничко осигурување, живот, каско и така натаму. Во однос на основите, кои се основите за поднесување на представка, обработка на штита, исплата на штита, основ за исплата на штита. Како реагирате по представка? Со сама накуса? Значи, по представка реагираме, осигуреникот прво представката ја доставува до друштвото за осигурување, нормално нели за да се види кој е проблемот со кој што се соочува осигуреникот, доколку тамо добие да речеме одговор со кој што осигуреникот не е задоволен, а осигуреникот сепак смета дека неговите права нели не се соодветно испочитувани, не е добро сервисиран договорот, има право да поднесе представка кај нас. Ние имаме рокови за постапување по представката, значи имаме посебни лица, односно наши колеги кои што работат на решавање на представките. Роковите се 30 дена од моментот на поднесување на представката, но ние се трудиме да ги решаваме и пред истек на роковите. Дека добро ви оди, пример е последниот случај со полисите за автоодговорност, за кој што најмногу се дискутираше изминатиот период. Поплаки имаше од граѓаните за зголемување на цената на истите. Веднаш реагиравте до осигурителните компании кои за многу кусо време ја вратија цената на старо. Но, во меѓувреме, голем дел од граѓаните ги регистрираа своите автомобили и платија. Што со оние кои веќе ги дадоа парите? Имаат ли право на поврат на средства и кој е оној кој треба да го направи тоа?
Да, значи, треба да имаме предвид дека оваа класа на осигурување, односно производ автомобилско осигурување, има задолжителен карактер. Значи, и овој производ е најзастапен меѓу граѓанството. Ние будно го следиме работењето на друштвата за осигурување во сегментот на задолжително осигурување на моторни возила и фокусот пред се го ставаме на заштита на трети оштетени лица, жртви во сообраќајни незгоди причинети од моторни возила. Врз основа на нашите анализи направени на податоци кои што ги имаме добиено во изминат период од страна на друштвата за осигурување доставени. Значи, направени се тие анализи и нашето видување е дека цените на премиите треба да се согласно преземените ризици во осигурување од страна на друштвата за осигурување. Во оваа насока иницииравме измена на тарифата на премии. Тоа е во надлежност на независна посебна комисија за автомобилска одговорност. Целта беше, значи, заштита на осигурениците. Мислам дека сите институции реагираа навремено. Јас верувам дека односно сите институции кои што сме засегнати во овој сегмент на работење, создаваме трајни вредности и градиме иднина на задоволни клиенти. Во контекст на ова верувам дека доколку има некакво незадоволство кај клиентите, дека друштвата за осигурување ќе најдат начин како да се справат со тоа. Тоа значи дека граѓаните треба да ги бараат парите од друштвата за осигурување? До кого да го адресираат барањето? Значи, во тој случај, да, граѓаните треба да се обратат кај друштвата за осигурување. Јас верувам дека ќе се најде начин како тоа да се среди, бидејќи сепак друштвата за осигурување се солидно изградени институции и клиентот е во фокусот на нивната работа. Сите сакаат да имаат лојални клиенти, значи не клиент кој што ќе дојде само еднаш да купи една полиса, еден производ, него да се задржи клиентот во текот на подолг временски период со купување на повеќе осигурителни производи. И за крај, споменавте уште на самиот почеток на разговорот дека во мај фокусот го ставате на едукација и финансиска писменост на граѓаните. Верувам дека и низ овие разговори го правиме тоа, ги информираме, но и едуцираме на што да внимаваат кога купуваат полиси и се осигуруваат. Што треба да знаат? Што е најважно? Така за крај. Да, финансиската едукација навистина во овие времиња е навистина исклучително важна, особено поради тоа што излегуваат на пазарот, се појавуваат и нови посовремени производи за кои што на граѓаните навистина им треба знаење. Токму тоа финансиската едукација е да се зајакне знаењето на граѓаните, да се здобијат со вештини како да одберат поволен, соодветен финансиски производ кој што ќе ги задоволи нивните потреби и на крај со употреба на тој производ да бидат задоволни. Значи, ние во фокусот на вниманието ја имаме финансиската едукација, преземаме разни активности во тој сегмент, постои посебен едукативен портал каде што граѓаните можат на едно место да најдат све што е поврзано со осигурувањето. Еве и овие брошури, ние се трудиме едукативни да создаваме едукативни содржини и брошури. Ова се само дел од брошурите кои што ги имаме подготвено токму за граѓаните на наједноставен начин. Понатаму на едукативниот портал исто е поставен и поимник со зборови од областа на осигурувањето, така да одредени зборови, кога го читаме договорот, не ни се така познати, па ете се трудиме да го доближиме тоа до граѓаните, но сепак ќе кажам дека тие треба да бидат отворени за едукација и кога купуваат осигурителен производ, треба исклучително многу да прашуваат со цел да го одборат она што е најповолно за нивните потреби. И да ги намалат ризиците, од злоупотреба. Секако да ги пренесеме, ризиците на друштвата за осигурување и во случај на случување на некоја опасност да бидеме обештетени. Благодарам, Радка, за гостувањето во Македонија наутро. Наша цел е исто така да информираме и едуцираме, па ќе го правиме тоа и во годините кои следуваат. Благодарам. Благодарам и на вас. Следната тема е подеднакво актуелна, ја отвара Ване, фокусот го ставаме на учениците.
Токму така, но само да се дополнам ако смеам на разговорот, токму јас сум еден најде под наводници од оштетените со цените на полисите. Каде јас ќе ги побарам парите сега? И тоа е навистина важно прашање, бидејќи забележав тогаш и кога се регистрираа возила имаше навистина голем број на луѓе. Верувам дека бројката не е за подценување и како што кажавте, треба да се обратиме директно до осигурителните компании, верувам, со некој посебно барање. Да се ги повратиме средствата. Да. Ако не, Асон е тука. Ако не, ќе се жалиме таму. Да. Благодариме за разговорот.